Добро вечер. Го следите централниот дневник на регионалната К1. Со настаните од регионот, Македонија и светот одиме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Проектот за обука на невработени лица на владата и Министерството за труд и социјална политика вродува со плод. Смети отпадоци на градските улици. Потребна е поголема општествена одговорност за чиста животна средина. Интензивно се истражуваат археолошките локалитети. Во напредна фаза е изработката на археолошкиот катастар на Република Македонија. Оваа година Министерството за труд и социјална политика започна со реализација на проектот за обука на невработени лица за стекнување на вештини во реални работни услови. Невработените преку овој проект имаат можност да се стекнат со работно искуство, кој понатаму би им помогнало при вработувањето. Инаку во континуитет, Министерството и владата преку проектите и мерките се стреми кон намалување на невработеноста. Невработените лица кои што аплицираат имаат можност да се обучат во приватните компании на нивната механизација, на нивната опрема и на нивните машини, меѓутоа исто така и обуки за побарувани вештини, за подобрување на нивните познавања за странски јазик, за компјутери, за напредни IT вештини кои што обуки коштаат и над 1000-1500 евра за невработените лица, за практиканство за најмладите до 29 години кои што само што завршиле средно или пак високо образование за да се стекнат со првото работно искуство, а голем дел од нив и да се вработат во компаниите каде што ќе стекнат првата пракса. Преку овие обуки изминатите 7-8 години се вработија 12.000 лица и за наредната година планираме да се опфатат околу 6.000 лица преку обуките или пак вкупно 13.500 лица преку оперативниот план за вработување за 2016 година. Неколку компании до крајот на годината ќе ги објават своите планови за инвестирање во Македонија. Извештајот на Doing Business е дополнителен импулс за можни инвеститори. Македонија веднаш да ја стават во првите 3 земји за анализа. До крајот на оваа година одлуките за инвестирање во Македонија ќе бидат соопштени од неколку компании. Ова го изјави директорот на технолошко-индустријските развојни зони Виктор Мизо во вестите на телевизија Сител. За него извештајот на Doing Business е дополнителен импулс за можните инвеститори Македонија веднаш да ја стават во првите 3 земји за анализа. Мултинационалните компании, како и глобалните консултантски фирми кои најчесто ги анализираат различните земји во светот каде што треба да се лоцира ново производство, во голем број на случаи прво, пред воопшто да дојдат да ги посетат овие земји, прават една анализа на сите оние глобални извештаи, на рангирање на бизнис климата, на макроекономските параметри, сето она што е релевантно за една компанија да донесе таква одлука. Во овој случај, ваквиот извештај е еден од најважните извештаи кои се користи при овие анализи и не само рангирањето на Македонија на високото 12-то место, туку и релевантното рангирање во споредба со оние земји кои се наши конкуренти. Пред се тука би кажал Србија, Бугарија, Албанија, Романија, во голем случај дури и Турција, Словачка или Унгарија. Со новите инвестиции во Македонија се зголемува и разликата помеѓу извозот и увозот. Во првата половина на 2015-та таа разлика изнесуваше 50% повеќе во споредба со претходната, а до крајот на годината се очекува таа разлика да порасне. Работната единица на Македонија ПАД во Велес произведува асфалт за потребите на индустријската зона во Прилеп. Градежните активности се надвор од веќе завршените предвидени активности на јавното предпријатие за оваа година. Ангажманот е резултат на индиректниот позитивен ефект кој го создаваат инвестициите. Асфалтната база на подрачната единица на Македонија ПАД во Велес работи со полна пареа. Во моментов се подготвува асфалт за потребите за изградба на индустријската зона во Прилепско. За јавното предпријатие ова представува дополнителен бенефит со оглед на тоа што веќе се завршени предвидените градежни активности за оваа година. Со ова се потврдува ефектот на инвестициите, кои индиректно ја поттикнуваат и економијата во останатите дејности. Ќе имаме бенефит и тоа е добра работа и за нас, затоа што тие странски инвестиции и отварање на индустријски зони точно ја предвижуваат економијата и сите оние дејности кои што се потребни и за да се изградат тие индустријски зони.
Еве, например, ние во делот на изградба на сообраќајници за тие индустријски зони се вклучивме и работиме, и ако не беше оваа дополнителна работа, ние веќе, кажав ја, пред околу 2-3 недели нашата работа спрема програмата ја завршивме, меѓутоа ова ни е дополнителен ефект. Паралелно јавното предпријатие Македонија пат работи на регионалните и локални патишта за подготвено да се пречека зимната сезона. Истовремено се санираат ударни дупки на повеќе делници од Вардарскиот регион. Малолетничките бракови се честа појава во земјите во развој, иако во некои земји се дел од традицијата. Сепак кај нас постои правна регулатива со која не се дозволени. Социолозите пак сметаат дека овие бракови негативно влијат врз децата, бидејќи со стапувањето во брак се загрозуваат за гарантираните права, а процесот на социјализација кај оваа популација е забавен. Малолетничките бракови се честа појава во земјите во развој, непропорционално влијајќи на девојчињата, загрозувајќи го нивниот живот и екзистенција. Оваа пракса не само што ги повредува човековите права, туку влијае и на стабилноста на економскиот развој на земјите. Според социологот Љубе Лучков, малолетничките бракови негативно влијаат врз децата, бидејќи со стапувањето во брак се загрозуваат за гарантираните права, а процесот на социјализација кај оваа популација е забавен. Веќе им е нарушено правото или загрозено правото, прекршено правото на стекнување на образование. Пред се, кое што кај нас е со закон задолжително, и основно и средно образование. Понатаму, процесот на социјализација, значи процесот на стекнување на знаења, навики, правила, норми, обичаи, се она што е неопходно за успешно вклопување на поединецот во пошироката општествена заедница, како на лицето, малолетно лице, кое што стапува во брак, секако дека не може да заврши со успех тој процес. Друга проблематика во малолетничките бракови е ако во нив се роди и дете. Поради тоа што и родителот во исто време е дете, се наметнува прашањето за подготвеноста за воспоставување и подигнување на идните генерации. Меѓународните закони ги забрануваат малолетничките бракови. Овие закони се заснуваат на аргументот дека децата и адолесцентите не се доволно зрели да донесуваат одлуки за брак и семејство. За проблемот на малолетнички бракови во Македонија не се зборува многу и генерално се третира како прашање на традицијата, на семејството и на заедницата. Кај македонската етничка заедница или кај мнозинството македонци, процентот изнесува 2%. Кај албанската етничка заедница е 6%, додека кај ромската заедница е 22%. Тоа е значи популација која што може би и на маргините од другите, слободно ќе кажем, на маргините од другите, во однос на другите општествени заедници, во однос на човековите права, и тука се уште повеќе обесправени. Често пати се случува родителите да бидат најголемите иницијатори да нивните деца стапат во брак. Во некои случаеви пак родителите ги присилуваат своите деца на брак, а во спротивно ги малтретираат. Нивните родители не само ги дозволуваат, туку и ги насочуваат и посочуваат и влијаат со присилни средства врз нивните деца да склучат такви бракови. Според социолозите, покрај родителите и социјалните мрежи многу влијаат врз заведувањето на малолетни девојки, кои потоа лесно пристапуваат на брак. Здруженијата кои се занимаваат со оваа проблематика во нашата држава се против тоа. Со цел спречување на оваа појава, локалниот совет за детско престапништво организираше трибини, каде преку разговори и укажување на фактите ги едуцира родителите на малолетните деца во училиштата. Смети отпадоци на градските улици. Потребна е поголема општествена одговорност за чиста животна средина. Од јавното комунално предпријатие Дервен упатуваат апел до граѓаните за поголема одговорност со цел зачувување на животната средина. Хартија, отпадоци, од пушоци и остатоци од храна, градските улици со нарушен изглед како резултат на недоволната граѓанска свест кога станува збор за заштита на животната средина. Малите, а сепак големи отпадоци ја загрозуваат градската чистота, а најголемата штета повторно е на товар на граѓаните, со оглед дека токму за човекот е најважно да живее во чиста и здрава околина. Граѓаните со загрижувачки ставови кога станува збор за зачувување на животната средина. Отпадоци како душа сакам.
Кој кај ќе го текне таму фрла. По клупите, погледнете ќе видите. Кај седеле и ѓубрето го ставиле на клупите. Велешани повторно го критикуваат и уништувањето на урбаната опрема, која е поставена за да им служи токму на луѓето. Справувањето со овој проблем го гледаат во поголема контрола на градските улици. Клупите ги искрши сите кај што седиме постари пензионери. Еден ги горе парчиња се. Прво нема доволно корпи, второ и менталитетот ни е таков да не одиме рачено околу тоа. Прво и непристојно се седи на клупиве, седат кај што треба да седи, а они на високо, па дури со нози удираат, се кршат и клупи, се уништува, зеленило се движи кој кај сака. Ја мислам, треба нешто и општината и да преземе околу тоа, дали треба чувари да има, дали редари што ги викаат тие да им се укажува на луѓе, дали треба и парично да се казнуват. Важно треба да се, мислам, треба да се направи нешто. Донесува закони за отпушаци, за плукање, за едно друго, нема ништо. Општината постојано вложува во хортикултурното уредување на градот. Нов лик од неодамна доби и паркот во гимназијата, но се чини и тоа е жртва на ниската култура. Од јавното комунално предпријатие Дервен упатуваат апел до граѓаните за поголема одговорност со цел заеднички да се придонесе кон зачувување на животната средина. Мерењата на Министерството за животна средина покажуваат ниско ниво на загаденост на воздухот во Велес. Периодов што следи ќе биде критичен од можната загаденост на воздухот предизвикан од грејењето во домовите, издувните гасови на автомобилите и од џаците на фабриките. Загаденоста на воздухот е на ниско ниво и во Кавадарци. Во Велес степенот на загаденост на воздухот е на многу ниско ниво, така покажуваат мерењата на Министерството за животна средина. Но периодот што следи ќе биде критичен, затоа што следува период када можната загаденост на воздухот ќе биде предизвикана од грејењето во домовите, издувните гасови на автомобилите или од џаците во фабриките. Концентрациите на јаглерод моноксид, сулфур диоксид и озон се ниски, па заклучокот е дека деновиве велешани дишат чист воздух. Иако засега степенот на загаденост е низок, сепак надлежните предупредуваат дека зголеменото ниво на штетни честички во воздухот може да биде причина за појава на респираторни заболувања кај дел од населението. Во извештајот кој Министерството го објави за минатиот месец, мерењата покажале дека ниту една од 6 загадувачки супстанции не беле над дозволените количини. Иста слика има и во Кавадарци, и таму загаденоста на воздухот е на многу ниско ниво, или ниски се частичките на јаглерод моноксид, сулфур диоксид и озон. Интензивно се истражуваат археолошките локалитети. Во напредна фаза е изработката на археолошкиот катастар на Република Македонија. Со ова државата ќе стане прва земја на Балканот која ќе ги документира и со тоа ќе има и контрола врз сопствените археолошки ресурси. Интензивно се работи на проектот Република Македонија да добие дигитален археолошки катастар. Со ова државата ќе стане прва земја на Балканот која ќе ги документира и со тоа ќе има и контрола врз сопствените археолошки ресурси. Со определување на границите на опфатите каде се наоѓаат археолошките локалитети, ќе се овозможи брза реакција на институциите доколку некој сака да гради врз остатоци од културните добра. Освен тоа, ќе се поттекне и културно-туристичкиот развој. Археолошки катастар на Република Македонија е од исклучителна важност не само за да речем археологијата, за развојот на туризмот, односно за развојот на локалните заедници преку археолошкиот туризам, туку е важен и за сите останати министерства кои се занимаваат со планирањето на просторот, да речеме, со оформување значи давање на концесии Министерство за економија или транспорт и врски, планирање на патишта и сето тоа, да речеме, што го правиме од аспектот, да речеме, на познавањето на точните офати, зоните, да речеме, каде се наоѓаат археолошките локалитети. Управата за заштита на културно наследство работи на студија која ќе евидентира целосен опфат на потребните елементи за прибирање на релевантни издржани податоци и археолошки содржини. Во текот на 2016 ќе се инсталира таа опрема, ќе се селектираат најдобрите кадри кои работат на проблематиката, значи главно тука се подразбираат археолози за археолошките локалитети, геодети, геометри или кои работат со
тоталните станици, потоа тука јас планирам да бидат вклучени и етнолози и историчари на уметност. Зошто? Затоа што на пример планираме да ги забележиме сите цркви во Република Македонија и манастири. Нели тие имаат едно културно и цивилизацијско значење, потоа планираме да ги внесеме и старите македонски села, селата кои не постојат. Археолошките тимови досега посетиле околу 50 на локалитети, а меѓу нив околу 20 на се стари градови и тврдини кои ги документирале за прв пат. Бројните податоци ја подразбираат втората фаза од проектот, односно изградбата на дигиталната база. Извештајот на Светска банка е одлична препорака за потенцијалните инвеститори во Македонија. Нови 2249 потврди за барање на азил се издадени во текот на изминатиот ден. Вести од Македонија. Извештајот на Светска банка го унапредува имиџот на Македонија и одлична препорака за потенцијалните инвеститори, смета аналитичарот од Брисел Рикард Јожијак. Очекува позитивни ефекти кај бизнис секторот. 12-тото место во светот и 6-то во Европа, според Јожијак, ја прават Македонија реформски лидер во регионот. Овие извештаи и индикатори, како што се брзата регулатива, ниските даноци и ефтината работна сила, кои некои бизнисмени ги следат, според Јожијак позитивно влијаат врз нивните одлуки за инвестирање во Македонија. Јожијак смета дека резултатите од долгогодишните реформи се видливи. Вели најважно е што ефектите на долгорок ќе се одразат на животниот стандард на граѓаните. Според него тоа е резултат на вложениот напор на македонските власти кои сакаат да го разработат бизнис секторот и да привлечат инвеститори. Тој оценува дека скокот за цели 82 места на ранг листата во период од 9 години, вклучително во сите економски реформи и инвестиции во овој кризен период за Европа, ќе биде евидентиран и во најновиот извештај за напредок на земјава. Во текот на изминатиот ден издадени се вкупно 2249 потврди на странски државјани за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил. 1140 од нив се од машки пол, 379 од женски, 636 се деца кои го придружуваат носителот на потврдата и 94 деца кои патуваат без родител. Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се сириците или вкупно 1133. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека во текот на изминатиот ден до оделението за азил не се поднесени барања за признавање на право на азил врз основа на претходно издадена потврда за искажана намера за поднесување на барања за признавање на право на азил. Инаку од започнувањето на издавањето на потврдите па се досега поднесени се 70 барања за признавање на право на азил врз основа на претходно издадена потврда. По авионската несреќа што се случи вчера, во Русија е прогласен ден на жалост. Втори парламентарни избори оваа година во Турција. Вестите од светот во продолжение. Ден на жалост во Русија. Несреќата која се случи вчера ја остави шокирана руската јавност. Египетските истражувачки екипи денеска продолжија со истрагата по телата на настраданите при авионската несреќа во Синај. Досега се пронајдени 163 од вкупно 224 патници. Во авионот Airbus A321, кој вчера по 23 минути по полетувањето од Шарм ел Шејк се урна, имало 217 патници руски туристи, од кои 17 биле деца и 7 членови на екипажот. На местото на трагедијата се гледале многу мртви тела, многумина биле заглавени во своите седишта. Авионот се поделил на два дела, едниот помал кој се запалил, а вториот кој удрил во Карпа. Истражните органи ја пронашле црната кутија од авионот, а властите во Каиро ќе анализираат низината содржина за да се утврдат причините. Втори парламентарни избори годинава во Турција во услови на политичка нестабилност и зголемени безбедносни закани. Изборите се одржуваат во атмосфера кога кај турците се чувствува замор од ветувањата на партиите, зашто докази летаргичната атмосфера во која минуваше изборната кампања. Собирите во текот на оваа кампања беа далеко помалобројни и послабо посетени од оние пред изборите во јуни годинава, кои донесоа поделен парламент во кој не можеше да се формира мнозинство за стабилна влада, што доведе и до негово експресно распуштање и распишување нови избори.
Според некои аналитичари, главен виновник за предвремените избори е турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган, кој својата амбиција за воведување претседателски систем во земјава и за зајакнување на неговата моќ ја ставил пред интересите на земјата. На светското првенство во кикбокс, Ѓоргиев и Манойловски ги загубија златните медали. МЗТ Скопје загуби на гостувањето кај Крка во регионалната АБА лига. ГРК Борец загуби уште еден надпревар во Суперлигата. Овој пат бодовите од Велес спатуваа во Радовиш. Домашен спорт. Градскиот ракометен клуб Борец загуби уште еднаш сезонава. Во осмото коло од Суперлигата тие на домашен терен овој пат беа поразени од екипата на Радовиш. Ова беше уште еден надпревар во кој Борец блескаше само на моменти, а противникот сето тоа знаеше да го искористи максимално и на крајот да стигне до победата. Крајниот резултат на овој надпревар беше 25:32. Да, Радовиш е подобра, поквалитетна екипа, поиграна, меѓутоа грешките наши, елементарни грешки, кои што не може да се покрие со било каква тактика, техника и така натака и така натака. Значи, во тој дел потфрлиме денеска и во минативе надпревари, последни конкретно 5. Значи, со еден ефект од играчите многу низок, не можеме ништо поќе да сториме. Најдобар играч во гостинскиот тим беше велешанецот Ивица Илиев, кој имаше измешани емоции по крајот на надпреварот. Секој играме за тим, сега мене не ми е баш пријатно, али во секој случај амбициите на тимот наш се тоа да име во плейоф и секоја победа ни е битна, посебно ваа ни беше најбитна. По 7 одиграни надпревари во Суперлигата, Борец се наоѓа на 8-та позиција на табелата со само 6 освоени поени. Во следното коло тие ќе играат на гости против Пелистер на 14 ноември. Македонската кикбокс репрезентација освои 2 златни медали на светското првенство што се одржа во Белград. Димитар Ѓоргиев го освои златото во категоријата до 74 килограми, победувајќи го во финалето полскиот представник Јержи Вроски. Ненад Манойловски пак го освои златниот медал во категоријата до 69 килограми. Тој во финалето беше поуспешен од представникот на Турција Искендер Целеби. При тоа Манойловски доби уште една награда, односно беше прогласен за спортист на татами. Оваа награда се доделува на надпреварувачот кој бил најфер и најдобар техничар на шампионатот. Актуелниот шампион на Македонија МЗТ Скопје загуби во 8-то коло од регионалната АБА лига. Во надпреварот против Крка тие беа поразени со резултатот 72:68. Откако одиграа добро во првото полувреме и го имаа водството, повторно како и на претходните надпревари попуштија во вториот дел, а сето тоа Крка знаеше да го искористи да стигне до победата. Најефикасен играч во тимот на металците беше Мијатови кој постигна 16 кошеви. По 8-то коло МЗТ има половичен успех од 4 победи и 4 порази и се наоѓа на 5-та позиција на табелата. Во следното коло тие на домашен терен ќе играат против Црвена звезда. Комплетирано беше 13-тото коло во првата македонска фудбалска лига. Во него претендентите за титулата Вардар и Шкендија забележаа нови гостински победи. Црвено-црните славеа минимално со 1-0 против Металург, додека Шкендија триумфираше со 2:0 против Брегалница во Штип. Во останатите надпревари Работнички Царев Двор 2-0, Ренова Силекс 2-1 и Турново Шкупи беше единствениот меч кој заврши без голови. На табелата Вардар е лидер со 33 поени, еден помалку од него има Шкендија. Женскиот ракометен клуб Вардар убедливо славеше во третото коло од Лигата на шампионите. Тие уште на стартот од надпреварот против Мидтјеланд направија неколку голови разлика, кои ја одржуваа до крајот на мечот. Најзаслужна за оваа победа на Вардарки беше Андреа Пенезич кој постигна 10 погодоци. Со овој триумф ЖРК Вардар измина првата позиција на табелата, а во следното коло повторно противник им биде Мидтјеланд. Ливерпул го доби дербито во Англија. Интер славеше против Рома. Кари постигна 53 поени во победата на Голден Стейт. Вестите од меѓународен спорт во продолжение.
Во текот на вчерашниот ден беа одиграни неколку дерби надпревари во најсилните лиги во Европа. Во англиското првенство тимот на Ливерпул ја забележа првата победа под водство на Јерген Клоп. Тие во мечот против Челси, иако имаа негатива, сепак на крајот стигнаа до победата. Крајниот резултат на овој дуел беше 3:1. Манчестер Сити го победи Норвич со 2:1, Арсенал славеше на гостувањето кај Свонси со 3:0, додека Манчестер Юнајтед одигра без голови против Кристал Палас. Јувентус успеа да го победи градскиот ривал, откако Квардало постигна гол во последните секунди од надпреварот, а во дербито на вечерта Интер славеше минимално против Рома со 1:0. Во германското првенство Борусија Дортмунд победи на гостувањето кај Вердер со 3:1, додека Волсбург беше поуспешен од Бајер Леверкузен и славеше со 2:1. Реал Мадрид и Барселона ја продолжуваат битката за првата позиција на табелата во Шпанија. Кралевите триумфираа против Лас Палма со 3:1, додека Барселона го победи Гетафе на гости со 2:0. Во текот на изминатата ноќ во НБА лигата беа одиграни 6 надпревари. Најефикасен беше дуелот во Њу Орлеанс, каде актуелниот шампион Голден Стейт славеше со 134:120. Играчот на надпреварот беше Стеф Кари, кој постигна 53 кошеви. Во останатите надпревари Вашингтон Њујорк 110-117, Индијана Јута 76-97, Мемфис Бруклин 101-91, Портланд Феникс 90-101 и Лос Анџелес Клиперс Сакраменто 114-109. Времето денеска беше претежно сончево со максимална температура до 17 степени. Еве ги деталите. Благодарам на вниманието, почитувани. Пријатна вечер со програмата на К1.